Најновата мерка за покачување на акцизата за 3 денари во услови кога цената на нафтата го достигнува дното е мерка со која повторно се удира директно по джебот на граѓаните. Владата се правда дека тоа го прави за да полесно се справи со економските последици од кризата. Но транспортните компании велат дека ваквите антикризни мерки се финансиски неоправдани и неосновани. Проблемот уште е поголем со тоа што нема да настрадаме само ние. Можда првиве неколку месеци додека почне работата, единствена уредба е во која што не пишува дека ќе заврши со завршување на одредените мерки, туку ќе трае плюс 7 месеци од завршувањето. Што значи сите граѓани на државава ќе бидеме и мали и средни ситни правни субјекти, ќе бидеме тие кои што ќе ополниме буџет. Покачувањето на акцизата предизвика покачување на горивата. Во согласност со методологијата која Регулаторната комисија за енергетика ја користи за пресметка на цените на горивата, од синоќа на полноќ малопродажните цени се зголемија во просек за 3,12%. И тоа бензините поскапуваат за 3,5 денари, а дизелот за денари половина. Оштетени се сите што имаат возило или домакинствата што се греат на екстра лесно масло, фирмите што користат погонски горива и чија дејност е поврзана со транспортот, како и земјоделците што во наредниот период треба да произведат храна за да ја прехранат нацијата. Со зголемување на акцизите за 3 денари до септември треба да се покријат загуби од околу 18 милиони евра, а до декември до 31 милион евра. Ако цените на акцизите останале исти, се правда власта, загубите годинава би биле 30 милиони евра. Според нив, акцизата постепено ќе се намалува, како што ќе згаснува заканата од COVID-19 и како што цените ќе одат нагоре. Лани од акцизи во државниот буџет се слеале 240 милиони евра.